месец ноември. Или што би сакале овој модерно речат Мовембе. Оти со М. Оти ноември бил месецот на мажите. Од сите убави месеци во теко на годината, мора од летни распуст, мора од пролет кога ќе расцутва нештото, есен кога ќе се најубави боите, зима со снежни покривки. И евате на мажите ноември му одава. Оти ги речи. Оти кој не праша бе брат? Ноември по тоа е познат, по Халоуин и по месецот на мажите. Само што ако видиш анкети и испитувања да видиш кој на кое место е, ќе видиш дека Халоуин е одма под Крисмас, а празникот за таткото или празници за мажите се она му 20, 30, 150 месец. Ама не си ути баре месец ни дадоме, може ништо не ни. Секако жените се ни земат на крај барем еден месец да имаме веќе. Така, сега ќе искористам ова прилика да викнаме на шпица, па после тоа продолжуваме муабет. Одиме. Значи правевме муабет за маски, спомнавме духој Халоуин, ти реков ми реч. До душа не зборавме многу за духојта, ама добро. И ништо тие работи не го плаши прав маж. Вистински маж го плашат само две работи во животот бе бат. Жената и одењето на доктор. Зато ни го дадоа цел месец ноември. Демек се грижат за машкото здраве, пошто ние секако не се грижиме. И то па не е оти многу се грижат за нас. Туку ти се грижат за себе си. Пошто кога си со некој сакал некел тој ако е болен и ти ќе видиш. Зато ни дават цел месец ни го прат ќелајо. За бидим испитани, средени, здрави, прави. Што малце беше чачкања по телефони, кај си шо си, кај беше шо беше, а уши во здравието во картоно да ти влезат во крвта внатре. Зато ко набројав од што се плашат мажите, на прво место кладов жена. Оти на секој маж му е страв дој на доктори, нејки дој на доктори, здрав е тој ништо не му е. Ама го речи жената сакал некел бебата и ќе оди. Тоа е. Иначе ако ги тргниме жените од равенката, не постои нешто од што маж поге се плаши од да оди на доктор. Особено ако се работи за машкоста него. Тука нема шанса бе, оти шо му е не. Работи работата? Работи. Толку бе бат, ништо друго не се важи, се друго е минус X пиши там. Значи ако му дајш избор на маж да се бори со мечка или дој на доктор, мечката ќе одбери. Исто како вие што ја бирате мечката. И да ти кажам право, знаеш шо? И ако му дајш опција дали да се расправа со жената или со мечката, тој со мечката ќе. Нека ви кисне се расправам тука. Што значи маж ќе си направи милион оправдања за да не оди бе бат. Најчестото оправдање шо? Ти што не ми. Тоа е неверојатно. Само маж со 37 температура може да свати како е да се породи една жена. Демек иста е болката. И покрај таа поговорка неверојатно е колку некој мажи ќе трпа дури и животот да му е во опасно. Само за да не е на доктор. Значи го гледаш не можеш да стои, блед и спие, не можеш на нозе да стои мора. Не можеш по нужда да оди, се го боли. Ништо не ми е. Тргни се. Можам сам. Мажишта море, мажишта. Наместо дој на доктор да си спи. Душе некој ода ти ги му даат апој што можеш порано обиди. Нема да ги пие. Оти ќе речи. Не сме да пие алкохол со појте бе бат. Алкохол е многу побитен од се останато ти. Кој си ти апој да му дава? Дај му рачија там. Рачија, вино и рачија дај. Песната не е Павле ми пие апој, Павле ми пие вино е мрачија. Ти ќе му кажеш таму доктор си учел факултети, не што разбира. Ама па тој ќе си се напие и супер ќе види. Кој размисли човек неверојатно е тоа алкохол што се лечи. Колку луѓе си имат излечено прерано. Од се буквално си имат излечено. Ама добро, ајде да не навлегвам натаму, ти многу длабоко е, немој. Нема ама на алкохолот да го гибе. Овие земјите наши попасно алкохол и цигарите ги гибниш од било што друго. И чудна работа бе, на толку пиење во цела држава немаме алкохоличари. Овде никој не е алкохоличар бе брат. Си пие тој. Ако го си пие. Си пие секој ден. На савајле, пред ручек, со ручеко, по ручек, на вечер. Ама алкохоличар не. Не дај Боже да се рече алкохоличар тука. Одма се вреѓат луѓето. Во светот го ги видат некој забегва од фамилијата, се собират интервенција му прат, се собират да му кажат дека се грижат и дека треба се смени, ќе земат, ќе го пуштат, ќе го однесат таму по состаноци, по психијатри, по чуда, ќе му најдат чаре. Овде кај нас бевате ако пие едни, опијат сите. Јути тој сам да пие. Што се занесвате вие море? 99,9% од луѓето што пијат и пушат заради друштво. Значи никој ще го разберам тој феномен, ама ете, прашај кој сака. Како почна пиеш? Ај што знам, другарите пија, зедов и јас се напи. Исто и за цигарите, бе сите пуше, а му те знаеш како с ким си такав. Нити на едните му бил убо, нити на другите му бил убо на почеток. Нити едните знаат зашто пијат, зашто пушат, нити другите. Ама нема врска бе, бе. Мора се да се знае. Едниот почнал, другиот продолжи. Манки си, манки ду. Шо има ти да размислуваш дали треба да пиеш, дали ти е убо? Нема ти што да мисли. Ќе земат, ќе пијат сите, ќе земиш и ти ќе пиеш, што се занесваш ти да не пиеш. Амам па ти се мола. Што ќе ти фали? Пи си таму живее. Амам па. Шо има врска ако одат по 1000-2000 денари на алкохол дено? Али терај там, какви ги има. Живе ич. Ич без гајле, терај. Исто така често оправдање за пиење. Тој не пие, тој се дезинфицира. Од алкохол од дезинфекција. Шо се неа ми заслушано во животот, тоа е страшно реш. Се ги речиш од ке ги памти сите работи. Ги памтам, оти не пијам бате. Оти секогаш во друштвото, било кое друштво,
јас сум обично единствениот трезен. И само јас ги памтам сите нови години, сите викенди, сите глупости што си имат десен, се памтам. И за сите што тврдат дека ако се напиеше многу поинтересно, не сте свесни колку интересно кога си единствен трезен во приказната. Само што треба шичките така да ти се поврзани, треба сакаш да ти интересува. А човек кој ги пие алкохол сака само се напие. Оти ако не се напие на интересното нешто на светот нека се дешава во моментот, него нема интересно му бит. Оти не му е таму памето, во алкохолот му е памет. И после ќе ми кажат приказни алкохолот не бил дрога. Не бе, јас сум дрога. Не бе, не е тој дрога. Тој само зависник те прави. Ти не можеш да престанеш, некиш ме сваќаш. Иначе а сакаш нема да пие. Ама ти пошто многу сакаш, зато пие. Најкористеното оправдање на сите зависници секогаш сека. Оти сите мислат дека можат да престанат. Дур не дојди момент да треба престанат. После можат тие, ама дека неќат, зато. Иначе да сакаат тие не е проблем. И на крајот на денот не е толку голем проблем што мажите не се проверват навреме. Оголем проблем е што и откога ќе се проверат тие никако си ги сменат навиките што многу убаво прат да се осеќаат во живот. Докторот ги му речи намали со пиењето. Тој помала чаша ќе земи господинот, ме ќе бе намали шо. Пак ќе пи исто го не и појки. Итнот помала чаша. А го му речиш намали со грамажата, ќе намали 2 грама. Едно шотче ќе намали. Многу неубаво ќе му биде на душата, знаеш. Оти то шатчето, то малото, то чавчето многу разлика прави во живот. А па го му забраниш скроз да пие. Тука готово живото заврши, свето пропадна. Леле мори мајко, зашо ќе живеам јас? Еден живот имаме, во душата го уствари не беше. Абе не знаеш, мислиш готово. Не дека сите мажи имат фамилија, внуци, чуда. Милион работи има за кои може да живеам. А не брат, тој за алкохоло живе. Тој не тркала ни фамилија, ни деца, ни внуци, само чашката е битна бева. Другото после ако дојде Арна, ако некако бил. Ево тој свет живеем. И тоа е една од причините зошто ни дадо еден месец цел. Што ако ни даде еден ден ќе издржен ден без пиење. Ексик нека фати ќе поѓути. Амо издржен месец да те видам. Јај цигарите може не се толку распространени. Сам се распространените, ма не толку многу колку алкохол. Макар што претежно заедно си од. А проблемот со алкохол е што се користи за себе брат, за прослав, за тажење, за женење, за мажење, за расположение, за сочувство, зашто сакаш бе брат. А некој нешто има да слави, одма се зема алкохол. Не дека не може без алкохол. Само што рековме треба жичките да ти се врзани како што треба. Треба да сакаш да прославиш без ништо, ти е битна прославата, ама не бе брат, битен алкохол, што има врска прослава. Да отвори некој шише таму да прослави. Треба да ти убу ствари со луѓето, треба да ти убо тоа што се дешава, не да ти направи некаква пијачка убаво ти биде, ама добро. Знам дека нема да е популарен овој муавет, ама мој е да си кажам, твое кој те прашаме. Така, исто со тажењето, нешто ќе се случи за тажење од алкохол, да се потиснат емоциите. Пошто ние мажите многу некиме да се осеќаме. Добро, душа се модерни времења се има некои мажи што многу сакат да се осеќаат. До толку сакат да се осеќаат што ме сваќаш многу, дури премногу оди работат. Има поминато сите граници, мај да не отвараме тата емоти многу тешка. Сам да не отвараме за сега, друг пат него. Битно секој пат кога има некаква емоција, мажот тука алкохолот да ги потопи емоции. Оти шо треба машки да се бориш со емоциите? Не бе батуле, ге се наклюкаш машки, после кој сака нека се бори, нека си се потиснуваат тие внатре. И потиснуваш емоции, ќе пукни некој ден мажи, па ќе пукни бе бате. Особено кој под дејство на алкохол има да пукни, да распука. Ама добро, ај шо разбираме. Јас имам пиено за да знам како е, ти не знаеш шубо море вака на душата, не се шу. Јас само ќе речем колку убави работи има во животот. Едноставно не вреди да го оставиш чаша негде или в шиша, ама добро, ај да не ви се мешам таму. Или што би се рекло кај нас големи сте вие си знаете. Плавоки игри се овие батуле. За да не влегвам во тие длабочини барем денес. Мислам дека доста е за денешната епизода. Па здравје Боже наредната, па ќе се вратиме на муабето. Оти што се брзаш негде? Седи уживај бате, земи чашката таму, лавај си ја душа да си правиме муабет. А до следната епизода ви посакувам убав ден, уште поубав викенд. Чао!